Берово и Виница ќе бидат новите локации во источниот регион каде што ќе се привлекуваат странски инвестиции. На површина од 37 хектари државата овде ќе гради технолошко-индустријски развојни зони. Виничката ќе биде со големина од 20 хектари и ќе се гради кај местноста Поповец, а Беровската ќе биде лоцирана на патот Берово-Дабиле и ќе се протега на површина од 17 хектари. Веќе во текот на месец август да биде распишана постапка за изнаоѓање на економски оператор, односно компанија која што ќе биде задолжена да изгради зоната во Виница и зоната во Берово како два посебни тендери, а веќе почеток со градежни активности да се отпочне во текот на месец септември и веќе да се создадат услови за да може да се привлекуваат странски компании во рамките на овие две зони. Првата фаза од изградбата на зоните ќе чини 1 милион евра, а истите ќе бидат во функција на економски развој на регионот. Со изградбата на ТИРС Берово и на ТИРС Виница се врши диверзификација на можностите, на условите за привлекување на странски компании и нивно лоцирање во источниот дел на Република Македонија, што ќе биде од големо значење за локалниот економски развој. Источниот регион, особено делот на Малешевијата, е еден од најнеразвиените региони во државата, па секој инвестирање таму значи можност за намалување на невработеноста, сметаат експертите. На прв план треба да се ефектите гледаат во делот на намалување на невработеноста, бидејќи во таа индустријско развојна зона ќе се ангажира работна рака која што е претежно на тој терен, нели, во делот на Виница, Кочани, може и од некој друг град од опкружувањето. Понатаму тоа задолжително се рефлектира и на делот на иселувањето на младите луѓе од овој дел. Изградбата на првата фаза од зоните кај Виница и Берово треба да заврши во период од 2 месеци. Дополнително во наредните 4 месеци ќе се спроведе и постапка за изградба на уште една индустријска зона, овој пат кај Делчево.